Јас ќе го парафразирам Мартин Лутер Кинг, во изминативе 10 години имав сон дека ќе дојде премиер кој ќе рече битна ни е развојната компонента, битен ни е економскиот развој. Не можеме да го оставиме населението, граѓаните без повисок стандард. Меѓутоа, побитно ни е она што Господ и природата ни го дала да го чуваме, затоа што вистинските вредности од кои учиме се токму во нашето природно и културно наследство. И со никакви мегаломански и со никакви неразумни проекти не смееме да го доведеме тоа во прашање. Јас чувствувам подготвеноста и ваша лична, и на оваа влада, и посебно со овие последни мерки, и се надевам дека овие прашања во иднина нема да зависат од тоа кој ќе е премиер и кој ќе се министри ресорни, туку дека ќе имаме консензус на сите политички фактори. Каде смееме, а каде не смееме да чепкаме. Како смееме, а како не смееме економскиот развој да го ставаме пред заштитата на нашето природно и културно наследство. Дополнително прашање немам, рековме дека како парламентарно мнозинство нема да го злоупотребуваме овој институт пратенички прашања за дополнителни прашања. Јас ви благодарам за одговорот и како охријанец, пред се како локал патриота, и како пратеник, и како координатор на пратеничка група, меѓутоа пред се како влюбеник во она што ни го дала природата и Господ таму долу, во име на сите наши граѓани и во име на она што Македонија треба да го обели образот пред УНЕСКО, јас ќе можам да ви ветам дека и нашата неформална група од неколку пратеници пријатели на Охрид под УНЕСКО, но и целата пратеничка група будно ќе ги пратиме сите активности на ресорните министерства и навремено ќе реагираме онаму каде што мислиме дека работата заостанала, инертна е или нема доволно добра волја за да се поправат работите.